Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Бранчеве, да се навратиме на мечот против Чешка. Трет турнир поред во групната фаза играме еден нерешен натпревар. Во претходните два случаи ја минувавме групната фаза, меѓутоа како да сме родени за драматика, а и не се снаоѓаме секогаш најдобро во тие драматични моменти. Вчера имавме напад за победа. Како по една преспиена ноќ гледате на мечот против Чешка? Мислам дека овие утакмици на овие големи надпреварувања повеќе се психички тешки отколку физички. Имавме на неколку наврати да го решиме победникот вчера, не успеавме. Али сега што е тука се надевам дека и нас и не ни оди да решаваме од прва топка. Мислам дека не сме така навикнати да решиме. Имавме стварно шанса после две утакмици на Европско првенство и да го направиш успехот со кој тргна од Македонија, тоа е пролаз во втората фаза. Што е тука играме со Австрија. Мислам, можеше да се деси и да изгубиме од Чешка, па да бркаме победа со Австрија и таа победа да не носи во втората фаза. Австрија е стварно добар противник. Гледавме некои видео и вчера на утакмицата можам да кажам дека пријатно сум изненаден од колку тоа се напреднати во ова година и пол. Сега или се тие напреднати или ние нешто не сме како што треба. Од тие две работи сигурно е едно. Што треба од последните два меча во кои што игравме многу добро против Австрија да пренесеме, а што треба да подобриме? Тешко дека можеме да пренесеме, затоа што сега во овој момент мислам дека имаме зациментирано таа 6-0 одбрана. Јас не би се сложил со ова тактика што имаме, али што е тука тоа што го бара тренерот, ние ќе го дајме. Мислам дека со таа плитка 6-0 дека тешко ќе излеземе на крај со офанзивната игра на Австрија, една 5-1 или 5+1 со излегување. Мислам дека ќе можеме да извојуваме добар резултат, затоа што слабо играат со Пикер. Пикерот, да речем, новите две утакмици не знам ни дали го искористија во 3-4 наврати. Значи се класични шутери, класична германска школа и тука ако не излеземе правовремено на рака, мислам дека ќе имаме голем проблем.